22 февруари 1999 година во Софија потпишан беше првиот договор меѓу Македонија и Бугарија. Според текстот на кој парав ставија тогашните премиери Љупчо Георгиевски и Иван Костов, првпат од македонска страна се проблематизираше македонскиот јазик. Владата тогаш предводена од Георгиевски беше на ставот дека постигнат бил голем успех, со што поранешниот премиер се фалеше и повеќе од деценија подоцна во документарниот серијал за 20 годишнината од независноста на Македонија. Кога се направи една компромисна формулација која гледам ден денеска максимално има пофалби и гледам во тие научни кругови дури се многу често цитира во разни докторски дисертации на решавање на проблеми и сметам дека тоа беше едно соломонско решение кое денеска гледате никој не му представува проблем. Големиот успех кој тогашниот премиер се обиде да го продаде сепак ни ја донесе првата голема отстапка која Бугарија и ден денес ја користи, иако тогаш не беше членка на Европската унија. Во документот се потенцира дека договорот се потпишува на македонски јазик, но само според уставот на Македонија и бугарски според уставот на Бугарија. На овој начин според многумина што тогаш се удоволуваше на бугарските барања, бидејќи официјална Софија никогаш не го признавала македонскиот јазик, а официјално Скопје никогаш немало проблем со бугарскиот јазик. Потпишана во Софија на 22 февруари 1999 година во два оригинални примерока, секој од нив на официјалните јазици на двете земји, бугарски јазик согласно уставот на Република Бугарија и македонски јазик согласно уставот на Република Македонија, при што двата текста имаат еднаква важност. Втората голема отстапка од македонска страна беше откажувањето од македонците во Бугарија, чиј број воопшто не е мал, иако истиот тој Георгиевски неколку години пред тоа, додека се бореше за власт, говореше дека мораме да се грижиме за правата на нашите македонци во Пиринскиот дел. Република Македонија изјавува дека ништо од нејзиниот устав не може и не треба да се толкува дека представува или некогаш ќе представува основа за мешање на Република Македонија во внатрешните работи на Република Бугарија со цел да го заштити статусот и правата на лица кои не се државјани на Република Македонија. Тогаш ни беше представувана слика која денес гледаме дека е сосем спротивна. Договорот ќе донесел нормализација на состојбите меѓу двете земји. Нашите две држави навистина заслужуваат една нормализација, а сметаме дека неоправдано е ова неколкугодишно отсуство на непотпишување на основните економски закони. Сепак, според она што можеме да го видиме, 24 години потоцна состојбите меѓу Македонија и Бугарија никогаш не биле полоши. Овој договор по се изгледа представуваше само отворање на Пандорината кутија која ни донесе и договор потпишан од Зоран Заев и Бојко Борисов во 2017 година, само сега проширен и надограден, според она што можеме да го видиме во корист на Бугарија. Една од точките кои бугарската страна се почесто ги прекршува последниот период, а е од договорот на крајот на 20-тиот век е и онаа каде што двете страни се задолжуваат дека ќе преземат ефикасни мерки за спречување на недобронамерната пропаганда и омраза од двете страни. Кога ќе ги видиме бугарските културни клубови во државава со спорни историски имиња, поддржани токму од официјална Софија, јасно е дека оваа точка од договорот е прекршена од страна на бугарските власти.